Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10 сме тука за вас и со вас се за цел да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. Денес одлучивме да поврземе две важни теми или настани, значи месец ноември, како ноември, кој што е посветен на предвремено родените деца, а исто и така беше одбележан и светскиот ден за детска парализа. Токму поради овие две причини, денес со мене во студиото е Дијана Мариновска, која што е магистар физиотерапевт и ни доаѓа од Центарот за детска рехабилитација Петка. Интересно е тоа што ова е единствен центар кај нас, што работи со деца. Дијана е одговорна и задолжена за центарот. Ќе ни каже нешто повеќе и за центарот, од кога постои, што се нуди во центарот. А денеска ќе говориме на тема физикална терапија кај церебрална парализа и предвремено родени бебиња. Или, општо кажано, физикална терапија кај децата со нарушен развој. Меѓутоа, малку подоцна ќе ја поздравам Дијана. Би сакала први на почеток, бидејќи како што знаете, оние кои што редовно не следат, ова е 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, па би сакала од режија да ги пуштат покровителите на кои сум им многу благодарна. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Еве сме, значи, повторно назад во студиото да го започнеме и денешното издание на Ваш термин. Уште еднаш да потенцирам за темата, значи, ќе говориме за физикална терапија кај церебрална парализа и предвремено родени бебиња, за да ги споиме оние два важни настани кои што ги напоменав на почетокот ноември како месец посветен на предвремено родените бебиња и одбележување на светскиот ден на детска парализа. Во студиото со мене, како што кажав, Дијана Мариновска, која што е магистар физиотерапевт. Дијана, добре дојде за прв пат во Ваш термин и ти благодарам што денес одвои време денеска да ги одбележиме овие две важни работи и да проговориме повеќе на оваа тема. Добро ве најдов, добар ден на сите гледачи и многу ви благодарам за поканата и укажаната чест да гостувам во вашата емисија. Так, задоволството е мое. Кажав дека ќе говориме за една тема за која што досега не сме говориле во Ваш термин и добро е да се пренесат овие информации, уште повеќе што ни доаѓате од центарот, нели, во кој што работите, кој што е прв и единствен. Првим сакам да ми кажете како дојдовте на идеја да го отворите овој центар и што се нуди центарот.
Да, ова е прв и единствен приватен центар кај што работиме исклучиво со деца. Идејата за работа со деца дојде во текот на моето студирање. Во 2011 магистрирав на тема детска церебрална парализа и тогаш го заокружив тој дел, нели, со едукацијата на таа тема. Па потоа дојдоа и моите дечиња, близнаци, кои што се предвремено родени, и тогаш го воучев недостигот на такви центри, информации, што со дечињата, како да се постапи, усвари многу прашања. Многу прашања што јас како, нели, делумно обучен на таа тема, нели, со текот на студиите, во текот на студиите ги имав, а сигурно дека родителите кои што немаат додирна точка со медицината и со оваа струка, имаат уште многу повеќе прашања што ги интересираат. Така. И затоа одлучивте да го отворите. Колку време веќе постои? 1 година постои центарот, да. Така. Драго ми е, прв пат го представуваме во медиумите, и драго ми е што еве токму кај мене одлучивте да ми гостувате и да ги кажеме сите информации и да го промовираме центарот, се со цел, нели, што повеќе луѓе, нели, мајки, дедовци, баби кои што ќе ги слушнат овие информации за кои што ќе кажеме за центарот, па како имаат потреба да ви се обратат за помош. Да започнеме ли ред по ред со темата? Може. Хајде. Првин да ни кажете кои бебиња се во развоен ризик, или првин да кажеме нешто за предвремено родените бебиња? Па да, сите, значи, бебиња што се родени пред 37-та недела од бременоста се рачунаат како порано родени дечиња, и исто и бебињата што се родени термински, нели, износени 9 месеци, но се помале од 2 килограми. Сите тие бебиња се деца што имаат бебиња што имаат здравствен и развоен ризик. Така, значи има и некои кои што се со 9 месеци, меѓутоа ако имаат помала тежина, и тие се ставаат помала родилна тежина во бебиња со развоен ризик. Да. Така. Добро. Што значи развоен ризик практично, да ни кажете? Развојниот ризик значи дека тие бебиња кои што биле помалку во утробата на мајката, помалку време, значи имаат ризик да развијат, да имаат досање во развојот, да развијат церебрална парализа, да развијат хемиплегија. Значи дека тие дечиња усвари или оние кои што имале можеби проблеми и потешкоти при породувањето, дали да, и тие спаѓаат тоа досање во развојот, и тоа подразбира. Значи тие дечиња едноставно биле помалку во утробата на мајката, кој што се смета за нивни, нели, нивно најдобро место за развој, и тогаш веќе имаат послабо развиено мозоче, послабо развиени бели дробови, имунитет, па така кај нив се случува често да еве повеќе недоносените бебиња да имаат крварење во мозокот, да не можат да земат воздух при пораѓајот. Дали и со рефлексите имаат проблем? Да. Дали подоцна проодуваат? Не мора да значи дека сите деца ќе бидат така, но имаат ризик, тоа е тој развоен ризик, дека имаат ризик да доснат во развојот, порано, покасно да продат, покасно да седнат, покасно да лазат. Сега бидејќи, нели, кога ќе се случи веќе вакво нешто и кога ќе се востанови дека овие предвремено родени бебиња имаат веќе, нели, нарушување во развојот, зошто токму ним им е потребна посебна нега? Што се случува тука? Значи зошто кои се тие причини во главном кои што? Па еве на пример едно бебенце што е родено порано, најчесто има крварење, рековме, во мозокот, па има потреба да седи во инкубатор некое време, па или имало потешкотија во дишење, и нели тогаш веќе и самото присуство во инкубаторот, бебето е обездвижено, нели, таму не се движи, нема нормална вообичаена средина што би имал дома за да се развива.
поставеноста во инкубаторот, самото крварење во мозокот знае да направи оштетување во мозокот, кое што е важно после за да може да функционира бебето и физички и ментално. Кажавте дека и вие сте мајка на предвремено родени бебиња, близначиња ми се чини имате. Бидејќи колку што нели забележувам од ова овде што можам да се информирам, посебни некои совети се дава на родителите за оние дечиња кои што се во инкубатор, еве по-конкретно или за предвремено родените бебиња, како треба понатаму со нив кога веќе ќе ги донесете дома? Па сите бебиња што се порано родени треба да поминат да прават на одредено време следење на развојот. Добро. Тоа значи да се обратат и нели да кажат имам предвремено родено детенце, што да направиме нели за да не дојде до тоа досање во развојот, да не дојде до ризикот церебрална парализа, хемиплегија и така натака. Значи, како треба да постапувате вие како родители? Може би не конкретно вие, не знам дали вашите бебиња биле во инкубатор, меѓутоа оние бебиња кои што биле во инкубатор, тие што биле во инкубатор, што и како треба потоа родителите, што им се препорачува? Прво што треба да направат е да бебето се поставува на стомак. Тие што биле во инкубатор, веќе папчето им е поминато, но тие што не биле, значи што помине папчето, бебето се поставува на стомак. Таа позиција е идеална позиција за развивање на почеток на развитокот на бебето, како физичкиот, така и когнитивниот развој. Кога Добро, потоа целиот развој се заснова практично на некоја таква позиција, повеќе да се фокусира бебето, повеќе да се става бебето на стомак, бидејќи во инкубатор повеќе лежи на грбче и значи прво таа позиција го даваме како совет и принцип таа позиција значи има одредено време колку треба да се става зависно од возраста на бебето и тука најчесто ствари родителите мислат дека многу малечко бебето да се става на стомак и го одложуваат тоа. Затоа тука би потенцирала значи да бебето исто така е важно да биде во прегратите на родителите заради целата таа конекција што се создава заради имунитетот на бебето, но исто така е важно и да се става на одреден период во денот да се става на стомач. Во однос на тоа што нели во првите недели опшено родителите забележуваат дека бебето има искривено главче. Што околу тоа би? Да, тоа е многу често сретнувано кај порано родените бебиња и најчесто тие што биле во инкубатор. Заради позицијата што е за време на хранењето, за апаратите за дишење, имаме сплескано главче, извиткано вратче и исто тока многу помага таа позиција, значи таа да не се остава да биде во една иста позиција бебето, значи да се менува. Позицијата на стомак, да се менува на другата страна, да се врти, да спие. Но пак најважно е значи позицијата на стомак затоа што и врачето тогаш би се исправило и главчето. Обично исто бебињата кога се многу мали нели и предвремено родените, ми се чини дека и повеќе спијат, дали треба и толку многу да се грижат околу тоа ако бебето повеќе спие? Кога спијат, па вака би рекла дека има родители што доаѓаат и често кажуваат па не прави бебето вака како што велите дека треба да прави на таа возраст. И па може би е мрзеливо, па може така си е спанко, нели? Ама пак ќе потенцирам тука да се става бебето на стомак, затоа што нели тоа е единствениот начин на развој во првите месеци и така ќе разграничиме дали бебето е мрзеливо или не може да направи нешто, има потешкоти како во развој. Како да знаат можеби не сите деца кои што биле во инкубатор нели ќе имаат развојни нарушувања, може би некои од нив ќе си имаат и нормално, меѓутоа како да знаат дека постои некоја развојно нарушување? Дали фактот ако премногу спие може да каже дека
Да, постои. значи секој бебе кој ќе излезе од инкубатор или што е предвремено родено добива насоки за следење на развојот, но и родителите дома треба да гледаат како бебето изгледа, например премногу плаче, премногу е згрчано, премногу е опуштено, дури да мислите дека е значи не е убава ни едната ни другата крајност. Дури да мислите дека бебето е премногу дека едноставно мрзеливо и спанко, донесете го да го видиме, видиме дали детето е спанко или едноставно има веќе да дава насоки дека детето нешто има некакви потешкоти, Споменавте дека треба и родителите да го земаат бебето кај себе, нели да се поврзат на некој начин, па колку време треба, например, како им посочувате вие, колку време треба да го земаат кај себе, колку време треба да биде оставено на стомакот? Тоа е многу тешко да го објасниме на родителите. Значи, ако нормално дека бебето ќе се гушка и све, но позицијата на стомак мора да се одвива и по одреден протокол. Уствари некаде науката вели дека треба да имаат 1 час во денот позиција на стомак кога се бебињата веќе на 3 месеци. Добре. И тогаш родителите се збунети, па како, кога цело време плаче, само се смирува во прегратки, но има многу начини како бебето да се заинтересира, да биде на стомак заедно со родителот, пак да биде поврзан и да му пружиме шанса за развој. Така. Ајде, тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи можете од режија да ги испишат и телефоните на екранот. Знаете, веќе ги проследивте оние наши покровители кои што ни се во оваа јубилејна сезона. Значи може да ни се приклучите во разговорот, ако имате некое прашање, можете да се јавите, бидејќи како што знаете, овие покровителите наши, значи што ги проследивте и даваат подароци, па кој е расположен да се добие, слободно може да ни се приклучи во разговорот или да се јави. Дијана, значи, важно е исто така бебето да спи на грб, така? Во првите денови кога ќе дојде 5 месеци, кога ќе дојде бебето дома, многу е важно да спие на грб, затоа што бебето, посебно предвремено родените бебиња, имаат опасност од ризик од синдром на ненадена смрт. И затоа тука пак би препорачала позиција на стомак, затоа што таа позиција на стомак ќе го ојача вратчето и рацете, за да може бебето евентуално кога е во креветчето, а се свртило или му дошло кебенце на носото, свртило на стомак или му дошло кебенце, па да може да се подигне, и да се превенира на тој начин тој синдром на ненадена смрт. И тука би препорачала и за бебињата во креветчињата да не им се ставаат играчки, да не им се ставаат јастучиња, кебенциња и заедно со позицијата на стомак да намалиме или да искорениме можноста за синдром на ненадена смрт. Бидејќи порано родените бебиња се соочуваат со повеќе здравствени предизвици и ризици, работите тимски, кој се покрај вас е вклучен во работата на овие деца? И во мојата работа, уствари, некако неизбежно е да комуницираме со сите доктори што се вклучени во лекувањето на бебето, невролог, неонатолог, ортопед, педијатар, со сите комуницираме, така да во нашиот центар кога ќе дојде едно бебенце, добива целосен третман. Значи, покрај вас се вклучени и други во процесот. Сега како специјализиран физиотерапевт, кажавте, магистратурата би била со церебрална парализа, така? Како вие може да им помогнете на предвреме родените бебиња? Како им помагате? Едни од работите што не ги кажавме кога треба родителите да внимаваат, нели, да воочат дека можеби има некаков ризик во развојот за бебето е користење на едната рака повеќе.
едната нога. Значи оние специфични некои работи, добро? Да, неможност да подигне главата кога лежи на стомаче, не дофаќа предмети. Па така, во нашата работа ние користиме специјални методики кои што не се користат за возрастните, затоа што физикалната за возрастни и за деца е многу различна, има различни цели. Така. Па така користиме специјални методики за кои што сум специјално обучена. Ке ни кажете само кога можеме да ги пуштиме фотографиите, дали веќе можеме да ги пуштиме паралелно и да ги објаснуваме? Може, да. Може? Ајде, од режија може да ги пуштите, еве, фотографиите, еве, како се одвива процесот? За крвно искривување по метод на Шрот. Така. Ајде, следната. Да, ова е исто за сколиоза, вежбички. Добро. Ова е нешто интересно. Ова е парафин, кај кои дечиња тоа се потребува? Само ако може малку поспоро сликите. Тоа е метод за затоплување, кој што се користи кај децата за церебрална парализа. Значи тоа се применува кај дечињата за церебрална парализа. За оваа метода всушност таа е општо прифатена на светско ниво како вежби, масажа и парафин за затоплувањето или бањи негде кај што има. И многу интересно што докторите не знаат како изгледа тоа аплицирање на парафин, всушност затоа што го знаат само начинот кај возрастни како се прилага, па им изгледа невозможно кај децата, но еве го како изгледаше значи кај дечињата. Дали прават проблем вака кога? Па не, има играчки, да. Заради тоа што имате навистина центарот изобилува со доста играчки за деца. Да, како игротека им е и не дури после бара топличко. Конкретно сега оваа фотографија што би значило тука? Ова се вежби за ноџињата да треба да ги бутне балоните. Исто со церебрална парализа? Да, церебрална парализа. Значи, вие му укажувате колку може да и гледате се придвижи. Тие се низигра на вежбите. Низигра, да. Ова е со топката. Да. Ова е неверојатно вежбичка за баланс. Добро. Кај кои дечиња се применува тоа со топката, што беше? Па и кај предвремено родените бебиња, едните и кај другите. Добро. И кај дечињата со церебрална парализа. Ја гледате атмосферата на сликите, всушност како една игротека и децата сакаат да доаѓаат таму. Дури и облеката ви е во тој стил. Да, и начинот на работа е во тој стил, значи сите вежби се прават низ игра, да детето волно ги направи движењата. Да посака повторно да дојде. И да сака и да го прави движењето. Да соработува на некој начин. Ова? Овдека работиме на клекнување и станување. Клекнување и станување всушност исто кај двата типа на дечиња се применува? Да. Значи има еден протокол на развој кај децата што и доцне детето како во случајот за церебрална парализа пак се применува и тој протокол мора да се запази за работа. Значи го следиме развојот на бебето. Не може да учиме дете да оди, а детето да не може самостојно да седи или да се исправува на тој начин. Затоа мора прво да го научиме да ги прави тие движења, да ја засилиме таа мускулатура и после тоа да идеме на ниво погоре. Добро. Ова е исто претпоставам во однос на одот. Да. Така. Ајде, дали имаме уште? Добро, ова е истата од претходно. Дали ги поминавме сите? Да. Да, добро. Ајде да се фокусираме, би сакала на овние работи кои што кажавте дека
кога е време за сомнеш, бидејќи тоа е суштинското за кој што сме денес тука, да се посомневаат родителите дека бебето доцни во развојот. Скоро па секој дете предвремено доцни во развојот, некој помалку, некој повеќе, но скоро сите деца доцнат. И така на бебињата со предвремено раѓање малте не им треба веќе и превентивна физикална терапија, каде што малце ќе ги подбутнеме. Така. Затоа што секој доцнење потоа води кон сомнеш за церебрална парализа, аутизам, некоја одредена дијагноза. Да почнеме со етапите на акусо, значи како одат, кој е вториот, третиот, етапите се за вториот месец, веќе од вториот месец очекуваме бебето да може да дига главата во позиција на подпрен на лакти. Третиот месец треба да почне да дофаќа играчки од таа позиција, четвртиот месец се подигнува веќе на цели раце. Петиот очекуваме да се врти на двете страни. Шестиот месец очекуваме да почнува лазењето, седмиот е седењето, осмиот исправувањето на ноза, деветиот стоење со држење. Десетиот е одење покрај мебел и 11-тиот веќе самостално стоење и 12-тиот самостално одење. Ова е кога е нормално. Така би требало да се одвие. Ама и за нормално. Што и не мора да значи, термински родени деца секој без кога нема никакви проблеми, од овој план или протокол за развојот на детето, то имаме отстапување затоа што не секој дете е исто. Секој дете различно, некој продува после една година, некој пред една година, така да се нема некој правило строго. Вакуум простор до 3 месеци каде што пак го следиме развојот на детето и тогаш гледаме дали има други ризик фактори, дали детето проценуваме дали детето само би почнало да ги прави тие развојни цели или му треба малку помош од физикална терапија. Така. Сега, додека ние разговараме исто за физикалната терапија, може од режија исто да ги вртат сликите. Сега, што представува физикалната терапија за деца и како изгледа, и еве уште еднаш ќе ги провртиме сликите за оние кои што можеби не проследија да ги видат. Кај децата често се, кај предвремено родените деца често имаме хипертонус, хипотонус, кажавме тоа. Често имаме задржување на примитивните рефлекси. Тоа значи рефлекси кои што постојат, треба да постојат до 4-тиот месец, на пример, од возраста од раѓањето на бебето и треба да се изгубат потоа кај бебињата знаат да се задржат. Имаме методики, начин на работа кои што ќе потекнат, ќе го супресираат тој нели рефлекс, а ќе потекнат нормален развој кај бебето. Масажата ја користиме кај предвремено родени бебиња како сензомоторна стимулација. И пак ќе кажам, све е низ игра. Све е низ игра затоа што бебињата треба да се заинтересирани за работата, треба да сакаат да дојдат пак. Тоа не поминува одеднаш, треба неколку пати да се доаѓа. Така. Сега кога станува збор за церебралната парализа, некако е специфично, нели? И многу студии покажуваат дека оние бебиња кои што се предвремено родени може да развијат церебрална парализа. Па што би било тоа специфично што би можеле да кажеме нешто повеќе за церебралната парализа? Значи, да, 54% од децата со церебрална парализа се предвремено родени, значи тоа покажува дека голем ризикот кај предвремено родени дечиња да развијат таква состојба. Тоа е најчестото моторно нарушување кај децата и настанува како последица од повреда на мозокот. Дали заради неможност да се земе воздух на пораѓајот, дали од мозочно крварење. И дали тоа се случува само при нормален
пород на бебето или не. Или може и при царски рез? Нема значење, нема значење да често се случува при асистирано пораѓање, но и кај близнаци се случува често големе процентот кај близнаци што се најчесто нели породени со царски рез. Значи нема некое строго правило. Какви видови на церебрална парализа постојат? Да, тоа е многу важно затоа што родителите најчесто кога има достоење во развојот и имало проблематичен пораѓај, знаат за можноста за церебрална парализа и веднаш во главата им е сликата дека детето ќе биде во количка, дека ќе биде некоја страшна слика. Да, обично така се доживува. Да, но има многу различни видови на церебрална парализа и најчесто е спастичната, тоа е скрчена мускулатура, со спазми и многу често уствари има и вид на церебрална парализа во смисла на тип на церебрална парализа во смисла на тоа кој дел е зафатен во телото, како на пример 4 екстремитети да се зафатени од тој спазам на пример, или 3 екстремитети, 2 нози, 1 рака. Многу често е на едната страна само кога е фатена, лева рака и десна нога или обратно. Тоа е хемиплегија и може само едната рака да биде фатена. Но значи има деца би нагласила дека има дечиња со церебрална парализа кои што воопшто не им се познава дека имаат некакво нарушување, значи толку многу лесна дискретна церебрална парализа. Што би значило тоа лесна дискретна, некои поблаги симптоми кои би можеле да кажат? Да, симптомите на церебрална парализа се хипертонус или хипотонус. Тоа е намалување или Дали може подоцнежното продување дури до година и пол, 2 да укажува дека може би има некој таков проблем? Па може и тоа да. Може и тоа да е знак. Значи тоа е доцнање во развојот. Кога секако затоа им ве прашувам. Да, тоа е доцнање во развојот и укажува на некакво нарушување. Значи во секој случај може да се посомневаат па за да може да. Каде од испитувањето обично? На невролог. На невролог, да. Добро, таму претпоставам се прават одредени испитувања за кои што точно се утврдува дали станува збор за церебрална парализа. Да. Добро. Кои се причините? Кажуваме цело време нели предвремено родени бебиња кои што биле во инкубатор, меѓутоа по-конкретните причини со крварење во мозокот. Така да ги наведеме, мала родилна тежина, близначка бременност, инфекции за време на бременоста, асистирано е, рековме, со вакуум пораѓање. Дури инфекциите може да предизвикаат? Па да. Значи, мозокот на бебето се развива во утробата, веќе во утробата е во последниот триместар и така и така и се јавува таа церебрална парализа за време на бременоста. Всушност не е точно јасното кога се јавува, но се претпоставува дека за време на бременоста, за време на пораѓајот или кратко после пораѓајот. Исто така, значи, неможност за земање воздух од како ќе се породат е честа причина за церебрална парализа. Некомпатибилноста крвта на мајката и бебето? Да, се случува, и тоа. Жолтицата? Се случува, тие се поретки, но се случува. Може така. Значи ги кажавме сите оние знаци и фактори кои што може да ни посочат дека станува збор за церебрална парализа. Значи кога веќе ќе се установи, кога веќе ќе се востанови дека има нели детето церебрална парализа, овие вежби што ги погледнавме се тие кои што ги вклучувате во третманот. Што уште се работи во Центарот за детска рехабилитација што го имате? Освен овие вежби што ги прикажавме, можеби нешто не покажавме што Да, значи многу е важно дека работиме специјални методики за овие состојби. Така.
Значи Бобат, Кабат, Анета, Бениел метода. Тие се ретки методи, ретко кој специјалист знае да ги работи и многу успешно. Значи можам да кажам дека за оваа една година колку постоиме, многу успешно се справуваме и го намалуваме ризикот од церебрална парализа и се помагаме на дечињата кои што веќе имаат таква диагноза за осамосталување пошто кај мене се малечки дечиња, значи веќе тие се за во градинка, да може сами да се обслужат во градинка, за во училишта. А колку време е обично потребно за да се случи некој напредок? Или се зависи од состојбата на детето и од Па најмалку еден месец редовно вежбање. Најмалку еден месец. Може тогаш веќе да се забележат резултати. Да. Тоа би кажала кај полесните случаи, кај потешките случаи треба повеќе редовно вежбање. Редовно вежбање подразбира редовно правење на специјалните методики, а и дома родителите да внимаваат на позицијата на детето. Така, секако дека тоа не завршува само кај вас во центарот. Се надевам дека им препорачувате и дома нешто да практикуваат. Сите родители добиваат насоки за дома што да се прави, како да се однесуваат со детето. Охрабрување за движење најчесто. Многу често родителите грешат кога мислат дека ако им подадат нешто, ако им помогнат да направат нешто, тоа е окей. Не, напротив, подобро е да го натерате и да му да го научите бебето детето, ствари да се земе само нешто, само да направи движење, тоа е целта на физикалната терапија. Така. Ќе имаме уште неколку прашања, немаме уште многу време. Иако некако мислевме дека можеби нека имаме, нели, брзо ќе ги завршиме прашањата, меѓутоа се случи и да не можеме да ги одговориме. Би сакала да ве прашам, бидејќи година дена веќе го имате центарот. Претпоставам дека имате некое позитивно искуство што би сакале да го кажете за успех во однос на третманот. Досега сте имале некој искуство кој што навистина кај вас дошле родителите и се презадоволни и можеби ако понатаму во иднина сака некој од родителите би можеле да направиме една убава емисија во однос на тоа и родителот да го каже искуството и да дојдеме кај вас во центарот. Многу убави приказни имаме за оваа една година што да ви кажам летам нека работа. Има дена. Тоа е многу убаво. И за вас како награда на сето она што се трудите да направите. Но тоа што ќе го посачаме дека јас можев сум една од ретките која што дава такви насоки за дома што да прави родителот до детали. И ќе кажам дека најголемиот успех усвари беше кај родителите кои што дома се придржуваа до советите што беа дадени. Имаше родители што беа со штоперицата во рака, да мереа колку време детето е на стомак, затоа што нели такви насоки се дадени, такви имаме препорака за зголемување или едноставно ова е исто терапија како и секоја друга која што треба да биде дозирана. И да се има дисциплина. И да се има дисциплина, да. Само како за крај, само да кажеме дали може да се превенира церебралната парализа? Церебралната парализа можеби и нема да се исклучи во целост, но ќе помогнеме да се намали хендикепот, да се намали да се даде поголема шанса на детето да биде самостално. Раната и редовната рехабилитација ќе помогнат за да се намалат сите симптоми и да се подари што е можно поквалитетен на живот на детето во зависност од оштетувањето и фидбекот од детето, колку ќе се работи. Ме интересира само бидејќи говориме цело време за деца со предвремено родени деца и деца во инкубатор, дали се случило церебрална парализа кај дете да е со нормално родено дете? Да, апсолутно да. И сега како за крај би сакала тука да посочиме што е тоа што некои основни 3-4 работи кои што треба да им посочат за да побрзо реагираат и да се консултираат со невролог за да утврдат дали станува збор. Значи прво и основно неколку пати го споменавме, најважно позицијата на стомак и да се бебињата да се гледаат
и да постојано се наблюдуваат како реагираат, да не се чека да помине време, туку да дојдат, да видиме, кај нели да дојдат во секој случај да се потврди дали е навистина. Да, од вежбите лошо нема да им биде, порано некогаш да правиме вежби, а да сомножот е многу мал, нели, а на крај се укаже дека нема ништо, отколку да не вежбаме, а да. Значи добро е првени кај вас да дојдат и вие да го проверите, да не се губи време, да не се губи време низ лабиринтите, да дојдете, да почнеме физикална, тие се вежби низ игра, не се страшни за бебето, не можат никако да наштат, напротив поубаво ќе биде. Ние се дозираме, нели, како секој одговорен медицинар, дозираме колку треба да биде за да не дојде до престимулирање и потоа на доктор. Мене ми беше многу драго што денеска проговоривме на оваа тема. Ми се чини дека јас досега, барем во мојава емисија, не сум говорела на оваа тема и уште повеќе што промовиравме еден центар кој што е прв и единствен и за кој што вие сте одговорни. Драго ми е што сте отворили еден ваков центар за да можете пак на овие дечиња со нарушен развој да им помогнете да на некој начин им го олесните детството во однос и со одењето и со движењето и така натаму. Ти благодарам многу за денес. Благодараме вас за одвоеното време. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес, значи се тоа што го презентиравме денес до вас, значи ако има некои поконкретни прашања, ако сака да се сретне со Дијана, да се посоветува во однос на развојот на дечињата, без разлика кажавме дали се со предвремено родени или се во инкубатор или пак нели нормално родени, ако забележат она што ние го говоревме, посебно на крај што го потенцира Дијана, тогаш не е лошо да се исконсултирате, да појдете да видите дали е се во ред со развојот на вашето дете. Ве оставам во убаво расположение, ви посакувам пријатен остаток од денот, грижете се за своето здравје, за вашите дечиња, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.